За прв пат еден голем светски настан се одржува на Блискиот Исток. Во мала земја која доби мега спортски настан, светското првенство во фудбал 2022 година. Ќе успее ли Катар да одговори на предизвиците со оглед на бројните контроверзии кои што секојдневно добиваат се поголема гласност во спортската јавност? Човекови права, бројни смртни случаи на работници мигранти кои учествуваа во изградбата на стадионите и целокупната мондијалска инфраструктура, ригорозните права во врска со ЛГБТ и заедницата, правата на жените, начинот на кој Катар ја доби организацијата на светското првенство. Ке може ли ова светско првенство на крајот да се памети по фудбалот или контроверзиите кои му претходеа? Сепак, водечките луѓе на ФИФА и на организациониот одбор со своите изјави се обидуваат да ја спуштат топката, да ја насочат кон спортскиот аспект на светското првенство. This FIFA World Cup, a tournament of peace and unity, will be the one that brings the world together after some difficult times. And let me repeat it clearly. Everyone will be welcomed to the tournament, regardless of their origin, background, religion, gender, sexual orientation, or nationality. We will not stop anybody from coming, visiting, and enjoying the football. But I want also everybody to come and understand, enjoy also the culture, to see different cultures as well. We all live in one planet, but each of us have different cultures. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. И со почетниот удар сепак ќе остане горливиот вкус дека Катар е еден од најконтроверзните организатори на големи спортски настани во историјата, иако во изминатата 1,5 деценија Катар имаше конкуренција со тоа што Русија беше домакин на светско првенство пред 4 години, а претходно и на зимските олимписки игри. Протести за кршење на човековите права имаше и во пресрет на двете олимпијади во 2008 и во 2021 година кои ги доби Кина, слично како и пред светското првенство во Бразил 2014 година. Човекот кој што беше на чело на ФИФА долги години и за чие време Катар го доби светското првенство, Сеп Блатер, ја призна сопствената и грешката на ФИФА што Катар ја доби организацијата на Мондијалот. Изборот беше лош, земјата е премала, а фудбалот и светското првенство се преголеми за неа. Дарко Панчев, кој е еден од тројцата македонци кои што играле на светско првенство, вели дека контроверзите ги имало и ќе ги има, но и покрај тоа сметат дека нема премногу да влијаат врз квалитетот на фудбалот кој ќе се игра во Катар. Мислам дека тоа тој играчите многу не допира затоа што знаете, они се професионалци, навикнати се на разноразни притисоци и мислам дека они ќе се сконцентрираат да го одработат најдобро што можат она што треба да го одработат. Нема што они сега да се замараат со сите овие влијанија и работи што некој пробува да ги вметне во целиот тој циркус кој ќе биде 30 на дена. Со сличен став е и селекторот на македонската репрезентација Благоја Милевски. Тој вели дека формата на играчите во моментов е на многу високо ниво. Поголемен број од фудбалерите настапуваат во Европа, а сите клубови во Европа се во моментов во фул надпреварачка форма и мислам дека пак ќе повторам, ако ги ставиме сите тие контроверзи на страна, имаме сите предуслови да гледаме извонреден фудбал. Климатските услови кои владеат во Катар ја примораа ФИФА да направи одстапка и за прв пат светско првенство да се игра во ноември и декември наместо во јуни и јули. Според Панчев и Милевски, оваа промена може да направи светското првенство да добие квалитет повеќе, бидејќи ќе се игра во период кога националните првенства се во полнек, а тоа значи и врвна надпреварувачка форма. Тоа е една работа која е за една вака добра сеопфатна анализа, дали е можеби подобро да се игра светското првенство во октомври, во април, кога екипите се и играчите се во некаква подобра форма, во некој такмичарски тонус, или пак да се игра светско првенство кога ќе завршат првенствата, кога се играчите веќе исцрпени, уморни од долгите надпреварувања и така натака. Тоа е стварно за анализа, можеби е ова и подобра варијанта, но проблемот е што ако се игра стално во овој период, што е можеби добро за играчите од фудбалска гледна точка, онда стално треба да бираш земји каде што ќе биде топло.
период каде што сите клубови во Европа се наоѓаат во фул надпреварачка форма. Играчите кои настапуваат на ова светско првенство, поголемиот дел од нив се члени на европските клубови и мислам дека ќе гледаме можеби според мене и најдобриот фудбал ќе го гледаме на сите светски првенства до сега. Фудбалската репрезентација на Македонија ја искуси силата на големите настани со учеството на Европското првенство во 2020 година. Изостана подвигот да ја отвори вратата и на светското првенство во Катар, не успевајќи да го направи завршниот чекор во мечот со Португалија. Ке влезе ли во слична ситуација за во догледно време да го направи тој толку посакуван историски исчекор? Мислам дека Македонија со учеството прво на младинското првенство 2017 европско, со учеството на сениорското европско првенство 2020-2021 и поготово начин на кој што ги одигра квалификациите за светско првенство, а крона на тоа и барачна прва со Италија, подосна и со Португалија, покажа дека има квалитет, има потенцијал да биде на исто место со најдобрите. За жал не успеавме, но не застануваме тука. Мислам дека Македонија покажа потенцијал да биде во догледно време рамо за раме со најдобрите. Во тој контекст е многу битна генерацијата. Но е многу важна и, да кажеме, среќата во групната фаза. Сите што пратат добро фудбал, веројатно им е јасно дека да не беше онаа Д дивизија, каде што ние бевме меѓу двете-трите апсолутни фаворити меѓу тие две-три екипи, големо прашање дали некогаш ќе се пласиравме на Европско првенство. Све е тоа реално зависи од некоја временска дистанца, каде сме во која група, со кого играме, тоа е многу важно. И покрај контроверзите, Катар е голем магнет за навивачите. Според податоците, продадени се скоро 3 милиони влезни билети, а најмногу се купувани од љубителите на фудбалот на 3 земји – Катар, Соединетите Американски држави и Саудиска Арабија. За многумина неочекуван податок, но логичен со оглед на високите цени за патување, за сместување и за се она што е вообичаено да се биде на еден ваков настан. Цените на туристичките аранжмани се отидени до небо и Катар ќе биде достапен само за оние со длабоки джебови и за оние предпознатливи фудбалски фанови кои ако е потребно ќе подигнат и кредит само да бидат присутни на најголемото фудбалско шоу. Почитувани, тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Довидување.